Проектот Подршка за развој на земјоделските задруги, финансиран од Европската Унија и имплементиран од КЕР и МРФП, има за цел да придонесе за поголема продуктивност и конкурентност на земјоделскиот сектор. Да се подобри сегашната состојба во сегментот на земјоделството, зголемување на пазарната конкурентност и соработка меѓу земјоделците во земјата, преку создавање поволни услови за развој на постојните и создавање на нови земјоделски задруги. Се очекуваат повеќе резултати. Во моментов, во завршна фаза е изготвување на правната рамка со која ќе се ревидираат земјоделските задруги, преку заедничка работа на проектниот тим и соработниците од Министерството за економија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и така наречениот ЧАДОР, Организација на земјоделските задруги. Истовремено се работи на заекнување на капацитетот на оваа организација, но и на техничката и финансиска подршка за развој на 8 постојни и создавање на 12 нови задруги. Пред се потребно е многу повеќе да се работи на зголемување на свеста кај земјоделците за придобивките на задругите, но и кај деловните субјекти и општо кај јавноста. Како тоа одлично функционира во Словенија, имавме можност да видиме при посетата организирана од КЕР Интернационал, која представува Федерација на меѓународни невладини организации, а од 2017 година го реализира грантот од ИПА проектот за подршка за развој на земјоделските задруги. Зачудувачки е како добро и во континуитет функционира задругарството во Словенија, уште од 1872 година. Студиската посета започна во задругата Аграрија Копер, создадена после Втората светска војна, далечната 47 година. Од минатиот век, но со свежи идеи што ја одржуваат свеста на земјоделците дека задругите им се потребни. Mi smo stariji čez 70 let, tako bom povedala. Нашата задруга Аграрија Копер е стара над 70 години. Се менуваа времињата, државите, системите, но ние обстанавме. Во оваа задруга член сум веќе 30 години. Во тоа прилагодување имавме и тешки моменти, но со помош и реализација на 11 европски проекти успеавме. Тие ни беа одлична одскочна даска. Освен за зајакнување на капацитетот на задругата, дел од проектите ги искористивме за промоција на нашите производи. Ги засукавме ракавите и одлучно решивме да го освоиме локалниот пазар. Луѓето требаше да дознаат дека ние сме присутни, дека земјоделците се тука и дека тие произведуваат за нив. Се пријавивме за таа поддршка и благодарение на многобројните активности и конкретните резултати, почнавме да размислуваме поинаку. Во минатото задругите имаа послабо место во земјоделството во Словенија, но сега е поинаку. И земјоделците го променија својот менталитет. Локално работиме и успеавме да го продадеме нашето производство. Денес сме таму каде што сме и многу сме горди на тоа. Вие по трет пат сте председател на оваа задруга, но истовремено сте и производител. Произведувате градинарски култури, зеленјања. Да. Каква е вашата функција и колку вашиот глас се слуша во одредени институции? Меѓу другото, еве за прв пат дознавме дека треба и дозвола за да се направи еден обичен пластеник, значи без никакви градежни материјали. Имаме 400 членови, но активни се 54, но тој број расте до 60 членови. Проблем е старосната структура во просек со 62 години, а голем дел од нив немаат наследници. Но оние што работат, разбраа дека со членството во задругата Аграрија Копер се што се договараме и се исполнува. Имаат целосна доверба и се што ќе произведат продаваат преку задругата. Не мора да се мачат да наоѓаат купувачи. И не само за пласманот, членовите не мора да се грижат ниту за набавка на репроматеријалите, садниците, расадот, заштитните средства и ѓубрива. Расадот сами го произведуваме и во тоа сме се подобри, а и поевтини во однос на увозниот, и за ова производство имавме неколку проекти за усовршување на технологијата, што се покажа многу успешна. Задругата нуди се што му треба на задругарот. При откупот ги прибираме сите производи, зеленчукот и овошјето, а земјоделецот добива откупен лист на кој што е прецизирана моменталната пазарна цена. Исплатата е за 30 дена по таа цена која што е договорено, без разлика дали е зголемена или намалена. Освен председател, задругата има управен одбор, составен од 8 земјоделци и 2 од задругата. Потоа надзорен одбор од 5 земјоделци и 3 вработени, како и директор.
Председателот, во случајов председателката, веќе по трети пат ја води оваа задруга, со символична месечна награда. Но тоа што ја инспирира се проблемите, кои што и таа самата ги има во своето градинарство, но и нивно решавање, со постојано лобирање и дискусии во Сојузот, Ресорното министерство, Земјоделската комора и другите институции, меѓу кои и во Министерството за животна средина, од каде со закон е забрането на помали површини од 150 квадратни метри да се подигаат пластеници. Од еколошки аспект се внимава и на загадувањето, на зачувување на пейзажот, но и на заштитата од рефлексија од пластениците. За поголеми пластеници или стакленици потребна е градежна дозвола, а тоа го попречува поголемото производство на зеленчук, кое што може да се добие во овој приморски регион, со посебен вкус и мирис што го дава морето. Мислам да бомо во тем процесу Да, јас сум председател веќе трет мандат, благодарение на довербата дадена од нашите членови. И јас сум производител на зеленчук и добро ги знам проблемите на земјоделците. Многу сум гласна и во нашето собрание, како и при комората. Преку Задружна звезда одлично соработуваме и со Министерството за земјоделство. Имаме одличен соговорник со кој чекуриме кон новото земјоделство. Близината на морето им го дава карактеристичниот вкус и мирис на нашето овошје и зеленчук. Би сакале да произведуваме повеќе зеленчук, но проблем представува законот, со кој што не се дозволува слободно и насекаде да се подигаат нови пластиници и стакленици. Ако парцелата е поголема од 150 квадратни метри, потребна е градежна дозвола, мора да се учествува на јавно надавање. Многу е тешко да се почне со ново производство. Субвенции добиваме, но ние мислиме дека се потребни и други мерки за поддршка на градинарството. Земјоделството е лотарија и не секогаш цените се доволни да ги покриеме трошоците, но мора да се работи. Сакаме да го задржиме нашето традиционално производство, луѓето да останат на село, а и младите да најдат екзистенција во оваа област. За другата е таа која што обединува и која што како локомотива го води производството на храна. Во задругата има 142 вработени, 55 задругари кои што обработуваат 250 хектари, а годишното производство се движи до 2000 тони разновидни производи. Освен за гарантираната исплата на средствата од 30 дена, најдобрата моментална пазарна цена, обезбедувањето на поевтини репроматеријали, задругата има и каде да го складираат овошјето и зеленчукот. Планирањето на производството за наредната година се прави во октомври, а според годинашниве цени се одредуваат идните култури. Naše delo je da vsako leto skupaj s proizvajalci planiramo proizvodnjo za naslednje leto. Секоја година заедно со земјоделците ја планираме идната производствена година. Од една страна сме ние задругарите и вработените во задругата, а од друга страна трговците. Правиме анализа што било добро, а што минало со послаба цена во тековната година за да ги надминеме проблемите. Најчесто склучуваме околу 150 договори, а тековно тој број може и да се зголеми. Наша задача е да откупуваме и продаваме. Дали е тоа преку нашите продавници или преку трговските ланци, на крај сепак успеваме се да продадеме. За долгогодишните насади, како што е цената на винското грозје, ние дознавме дека цената се движи во моментов од 65 до 75 евроценти. Драгоценна информација за нашите лозари. За јуското јаболко цената била 1 евро, а за останатите се очекува од 70 до 80 евроценти за килограм јаболко. Но она што позитивно не изненади, а кое што може, а и треба, се согласивме сите, е начинот како се справуваат со пласманот. Во болниците, градинките, училиштата, со закон е утврдено 30% или од тоа 10 еколошки производи и 20% производи добиени со интегриран пристап, се обезбедуваат од домашното производство или локалниот регион. Иако тендерот е меѓународен, ретко кој од друга земја аплицира за набавка на свежо овоше и зеленчук, поради оддалеченоста. Оваа продажба е спас и сигурност за производителите, а државата нашла начин како да им се помогне на производителите да ги пласираат своите производи. Тоа со закон е утврдено. По чија собственост е сега овој ладилник, што е реновиран, вложувате во него?
Hladilnice so nam nujno potrebne, naši kmetje doma nimajo hladilnic, oni so zato, da proizvedejo in čim prej proizvedejo, pripeljejo v zadrugo. Најдобро е да се почитуваат производствените трошоци, но за жал пазарот тоа не го признава. Важи пазарната логика, повеќе исти производи, пониска цена и обратно. Поради тоа ги советуваме нашите задругари да го произведуваат она што го има помалку на пазарот и да добиеме повисока цена. Моментално цената на зелката, зависно од сортата или хибридот, се движи од 25 до 30 евроценти за килограм. Мудрите домати се откупуваат по цена од 60 до 70 евроценти, црвените достигнуваат евро и 20 центи. Нашиот бренд на мали домати, наречени гиринча, достигнуваат цени и до 4 евра за килограм. Се продаваат во мали лончиња и се атрактивни за децата. Тие имаат и своја географска заштита. Годинава беше тешка. Поради неповолните временски услови имавме за 30 до 40% помалку зеленчук. Овошјето помина подобро. Летното јаболко се продаваше по цена од 1 евро за килограм, а сега се очекува таа да падне на 70 до 80 евроценти. За нас е добро што го реновиравме ладилникот и сега од 6 имаме 9 комори. Тоа го направивме со грантот во висина од 45%. Производителите немаат дома ладилник. На овој начин се пролонгира пласманот и се добиваат повисоки цени. Секој задругар може да го користи ладилникот, за нив тоа многу значи. А дека земјоделството или кметството, како што го нарекуваат словенците, има огромно значење за оваа прекрасна земја, е приоритетот кој што го има во законскиот дом. Велиме приоритет, бидејќи производството на храна и за секоја земја би требало да биде приоритет. А во тоа се уверивме и при нашата посета, кога бившиот министер за земјоделство, а сега председател на парламентот на Република Словенија, магистер Дејан Жидан, ни укажа чест, внимание и време, но и понуда за секаква помош во реализирањето на нашите проекти и во подготовките за предпристапниот период на нашиот пат кон ЕУ. Над милиарда евра изнесува годишниот обрт на соработка меѓу нашите две земји и постои можност за негово зголемување, како и зајакнување на двете економии, токму во областа на производството на храна. Неговите препораки се дека мора да се избориме за она што го имаме како квалитет и предност од македонското поднебје, да го зачуваме и развиваме. Еден од успешните облици за развој е обединување преку задругите, чија традиција продолжува, а чија законска регулатива е изменета. Најпрвен 1992 година и мали корекции имало во 2007 година. Тоа се словенечките искуства, а за нив Австрија бил добар пример. Досегашната инфраструктура само се надоградува. На оваа и други теми, нашата делегација, составена од представници од задругите, Министерството за земјоделство, Министерството за економија, Националната федерација на фармери, представници од КЕР и двете пратенички од нашето собрание, секако и ние, имавме што да чуеме и да пренесеме. Нина Мауревич не пречека овде во Собранието на Република Словенија, каде што разменивме искуства и она што може да се помогне во законот кој што се подготвува кај нас за задругарството. Се она што можеше да се пренесе, го слушнавме, имаше доста и добра дискусија од сето ова. Што е она што вие може да го исцрпите или пак да ни предложите за да можеме и ние да зачекориме кон на европско земјоделство? Мислам дека задругарството е првиот чекор. Со законот што го имаме во Словенија за јавните огласи за набавка на храна, постои правило и услов во градинките, болниците, пензионерските, ученичките, студентските домови, интернатите и други установи. Мора 20% од храната да биде произведена интегрално, а 10% да биде еколошка. Особено ни е задоволство што можеме да ги размениме искуствата на темата задругарство. Словенија и Република Северна Македонија имаат одлична соработка и многу сличности, природни богатства и можности за развој на земјоделството. Една од нашите препораки е дека задругарството е добра работа. Во интерес на задругарот е да биде вклучен во зајакнување на задругата, бидејќи има многу придобивки. Добро е да се инвестира во развојот со што се зголемува и нивниот профит. Задругата е особено важна за помалите производители на кои што вака им се нуди сигурност во пласманот. In neko zaupanje se bo gradilo z dobrimi izkušnjami in z leti dobrih izkušenj.
Земјоделството е жива материја, најверојатно и кај вас можеби ќе бидат некакви потребни промени, дали се подготвува и кај вас можеби измени на законот за задругарство? Da je zelo pomembno, kakšno je vodstvo posameznih zadrug, kako upravlja z... Во задругарството и кај нас имаме забележано негативни примери и потешкоти, поради што мора да се внимава кој ги води тие задруги, како работат и каква е нивната перспектива. Во Словенија размислуваме и за промена во поддршката на задругите. Потребна е и поголема транспарентност, а процесот на субвенционирање кај производителите треба да се поедностави, да се работи со позитивна визија. Pa predvsem delati, pa z neko pozitivno vizijo se tega lotevati. Ви благодарам многу. Татјана Принтович, представник од парламентот и од нашата комисија за земјоделство. Убава можност да слушнеме што е она што од Словенија може да се преслика кај нас, а како е моменталната состојба во нашиот законодавен систем за задругарството и што е она што вие ќе го понесете и пренесете кај нас. Да. Ви благодарам за можноста да кажам дека во Република Северна Македонија се подготвува законот за задруги. Овој закон се детерминира како многу важен закон и потребата од него е веќе во процедура, така што нацрт законот е во владина процедура и треба да влезе во собрание. Во меѓувреме, имајќи во предвид дека имаме многу сериозна работа со Сдружувањето на земјоделците, како една од главните насоки и мерки во делот на земјоделството во државата, сметавме дека е многу корисно да дојдеме во Република Словенија и да ги чуеме нивните позитивни искуства, имајќи во предвид дека Република Северна Македонија и Република Словенија имаат и дипломатски и економски односи на многу високо ниво, најдовме за сходно и детерминиравме дека имаат добар систем на здружување и покрај тоа што секогаш нели има простор тој да се поправа, нашата држава треба навистина да ги здружи земјоделците, имајќи во предвид дека во стандардизирањето со добивање на датумот за преговори со Европската Унија, во делот на земјоделството, во поглавието 11 особено, здружувањето на земјоделците ќе биде многу корисна работа, за да можат да ги остварат и своите права, и своите интереси, меѓутоа да го зголемат економскиот бенефити на државата и секако својот личен. Тоа што го слушнавме на средбата со некои од задругарите, најклучно е довербата, односно она што значи несигурен пласман кој што често се случува во нашата држава. Како тоа да го направиме? Во тој дел констатиравме заедно помеѓу двете комисии за земјоделство на двете држави денеска, а и претходно исто во сите останати состаноци со релевантни фактори институции во Република Словенија, дека законот може да ви биде најдобар, ама ако човечкиот фактор како многу релевантен индикатор за создавање здрава задруга и за создавање бенефит од тоа здружување е довербата. Довербата помеѓу земјоделците е поврзана секако со свеста и со, да речам, менталниот фактор и на неа ќе мора исто така да работиме преку едукација на земјоделците, преку се поголемо остварување на нивните бенефити, ама тоа треба да им се приложи како позитивна придобивка и да бидат свесни дека мораат да градат довербата меѓу себе, за да можат да остварат се останато што е цел на здружувањето. За тоа како задружна звезда или Сојузот прави годишен обрт од приближно 700 милиони евра, за тоа како се решава проблемот со пласманот или незадоволството од цените, како работат советодавните служби, комората, но и за проблемите и слабостите во словенечкото земјоделство, ќе говориме и во наредните емисии. Одговорност на КЕР и МРФП и на ниту еден начин не може да се смета дека е одраз на гледиштата на Европската Унија.